Човечкото око е специфичен орган. Неговиот функционален дел е очната леќа, која овозможува светлосните зраци кои минуваат низ рожницата правилно да паднат на мрежницата. Тие промени влијаат на структурата на мрежницата и дразбата се пренесува понатаму до мозокот. Ако оптичкиот апарат на окото добро и правилно функционира, светлосните зраци се кршат точно на мрежницата, а резултатот е јасна слика од предметот. Ако пак оптичкиот апарат не функционира исправно, светлосните зраци се кршат пред или зад мрежницата. Резултатот е замаглен и нејасен вид. За корекција на рефракциската грешка се применуваат диоптриски очила, контактни леќи или со операција. Повеќето електронски уреди кои денес се употребуваат, како што се мобилните телефони, таблетите или преносните компјутери, значително ја зголемуваат изложеноста на сината светлина, која е штетна за нашите очи. Други извори на синото светло се, например, флуоресцентните светилки и лед сијалиците. Истражувањата потврдуваат дека леќата во внатрешноста на окото и пигментот кој е сместен во задниот дел од окото нудат одредена заштита од сината светлина. Сепак, овој заштитен механизам трае само еден краток период во текот на изложеноста на интензивна сина светлина. Иако синото светло е поврзано со зголемување на ризикот за добивање на рак, диабетес, срцеви заболувања, дебелината и деноноќниот ритам, и понатаму остануваат важен дел од природното и вештачкото осветлување. Синото светло има најголемо влијание во развојот на макуларна дегенерација. Лицата со зголемен ризик за настанување на макуларна дегенерација би требало да ги заштитат своите очи кога се изложени на сино светло. Некои лекари препорачуваат употреба на халогени извори на светлина, како алтернатива за извор на светлина. Но повеќе на оваа тема, како што веќе најавивме, ќе слушнеме од Ермира Теши, дипломираниот оптометрист од Оптика Ретина. Во Оптика Ретина, освен што може да изберете од огромниот избор на диоптриски очила и сончеви очила, исто така може да изберете козметички и диоптриски леќи, со претходно направен преглед од оптометрист, кој што исто така се наоѓа во Оптика Ретина. Во Оптика Ретина ви помагаат и да направите преглед и да изберете соодветни рамки за вашето лице со помош на стручни лица. Повелете секој работен ден во Оптика Ретина, наспроти Шарената џамија или пак во Рем центар во Тетово. Живееме во модерно време, каде што животот не може да го замислиме без употреба на модерна технологија, од компјутери па се до айфони, смартфони, телефони и разни направи, кои ни го праваат животот секако дека полесно, но очите секојдневно така ги изложуваме на зрачење кое и така е штетно за здравието на нашите очи. Очите секојдневно ги изложуваме на зрачење на сината светлина. Сината светлина е препознатлива за човечкото око, но сепак предолгата изложеност може да биде штетно за здравието на очите. Истражувањата потврдуваат дека очната леќа, природната очна леќа и пигментниот слој на окото, кој се наоѓа во задниот дел на окото, нудаат одредена заштита од овој вид на зрачење, но сепак при подолга работа треба да размислиме за адекватна заштита која ќе се носи по потреба. Адекватната заштита подразбира очила со заштитни и квалитетни слоеви. Од друга страна, проблем број 2 е фреквенцијата на трепкање. При нормалното трепкање би требало да изнесува од 12 до 20 пати во минута, а луѓето при работа на компјутер и на разни уреди така наречено забораваат да трепкаат и тоа е лошо за влажнување на окото. При работа на компјутер обично луѓето трепкаат и до 5 пати на една минута, што е тоа многу малку, бидејќи трепкањето овозможува нормално влажење на корнеата и заштита од биолошките и физичките агенции. Во спротивно, солзниот филм испарува и ствара микроареи на суви делови на корнеата.
Поради јаката инервација на роговицата се појавува осеќај на печење, осеќај на солзење и чешање. И тоа може да предизвика микроабразии или микрогребнатини на корнеата со можна инфекција и последици по тоа. За да се спречи ова, на пациентите им препорачуваме вештачки солзи, за да ги користат повремено, односно кога им е потребно. Најмногу при работа на компјутер. Секако дека освен вештачки солзи, препорачливо е да се носат и очила со заштитни слоеви, односно квалитетни заштитни стакла. Заштитните слоеви кои се нанесуваат на стаклото го подобруваат квалитетот и гледањето кроз нив. Јас тука би споменула неколку слоеви без кои се стварно неопходни за чисто гледање и за здравјето на очите, а тоа би бил антирефлективниот слој, УВ заштитата, односно УВ заштитниот слој, хидрофобниот слој и слојот против гребање и прашина. Со антирефлективното стакло ќе гледате подобро и почисто во сите временски и светлосни услови. Например, при ноќно возење, кога нема адекватна осветленост, антирефлексниот слој овозможува почисто гледање со помалку одблесок во споредба со стаклата кои ја немаат таа заштита, односно го немаат антирефлексниот слој. Антирефлексниот слој исто така го подобрува квалитетот и гледањето преку наочарите. Овие две придобивки се должат на способноста на антирефлексниот слој да ги елиминира рефлексиите што се создаваат во предната и во задната страна на оптичкото стакло, па така со таа елиминација и окото изгледа поприродно и во природна величина. УВ заштитниот слој. Скоро секогаш ни текнува да си ја заштитиме кожата со мачкање на разни кремови, односно блокатори за УВ зрачењето, а многу малку ни текнува да си ги заштитиме очите од истото тоа УВ зрачење. УВ зрачењето е многу штетно по здравјето на очите, а најадекватна заштита од УВ зрачење е секако фотосензитивното стакло. Изложувањето на ултравиолетовата светлина без заштита се смета за причина на појава на катаракта, на оштетување на ретината и секако кожата околу очите е многу осетлива, па многу лесно може да се развие некоја болест на кожата, односно да дојде во некоја форма на рак на кожата. Фотосензитивните стакла би биле идеално решение за заштита од ова зрачење, затоа што тие се речиси бели во затворени простории, а потемнуваат во зависност од природната светлост. Способноста да ја менуваат бојата ги прави многу погодни, поради тоа што пациентите не мора да носат неколку пара на очила, него со еден пар на очила можат и да се заштитат и да ја исправат рефракцијската грешка ако евентуално постои. Фотосензитивното стакло денес може да се најде во 3 нијанси, и тоа во браун нијанса, кафе, во сива нијанса и во најновата сега зелена нијанса, која дава поприродно чувство на гледање. Како трет слој е хидрофобниот слој. Нема ништо пофрустрирачки од тоа кога имате замаглени очила, кога преминувате од ладно во топло. Замаглувањето на стаклата настанува поради ситните капки кои се формираат на површината на стаклото при кондензација кога се влегува од топло во ладна просторија. Хидрофобниот слој го спречува формирањето на водени дамки,
во стаклото и го олеснува чистењето. А исто така овозможува стаклото само да се исчисти доколку не стане замаглување при промена на температура. Да го представам и слојот против гребање е добра работа затоа што го штити стаклото, но треба да се има во предвид дека и најјакиот слој против гребање не може целосно да ги заштити очилата. За да ги заштитите вашите стакла, треба правилно да се исчистат првенствено со чиста вода, потоа да се користат адекватни спрејови кои може да се набават по добрите снабдени оптики и со памучна чиста крпа. Секако дека неопходно е да работиме пред компјутер, затоа што така ни налага и животот, а и работата. Но јас би препорачала при секое притискање на копчето Enter, барем еднаш да се затворат очите, да се трепнем, затоа што тоа го навлажува окото и ќе се заштитиме од компликациите. Второто што би сакала да го нагласам е да се носат заштитни очила, и тоа квалитетни заштитни очила, затоа што било какви очила не се адекватни за овој тип на заштита.